Драги гледачи, сега ќе видите кога ние не гледат и гледаме само големите фудбалски игралишта, тениски игралишта, ракометни и кошаркарски, мислам, што народот сака да гледа такви големи фудбалски и кошаркарски работи, а што со малиот спорт овдека ние се соочуваме. Погледнете го, мислам, овој кош, тоа тие се младината наша што го играат. Кај сме ние со таа младина наша за малиот спорт? Добро бе, зашто не би додаде преска онапо, зашто? Ја шо се ровам со тој следбицата, бабо? Не те видов. И шо не ме виде ти 100 банани тудрива, мојеш пилера комотно дотреш, не тука, лимонатка една. Па јако се убигра баскет, ти си правил со грзот, осмици у пепел, бе. И ти на блокче ова, тука му додав, јас се откривам од овдека, му додаваш у празно. А не тука, на блок, двокорак влагаш тамо, да те фаулира овој. Батка, многу добро прима дугачки лопти. Можда прима дугачки, али не лопти. Ова има, тежок сетар изиграва, уместо тука исто на двокорак со фита ово, и место со хорокче цек, ова. Видели ја како? 2 пути отидов у дапа, 2 коша, цело време игра бек позади повлечен уемена. Човек ми лечам. Зашто ти лечам? Зашто не видов? И овакото... Ти можеш да збориш се што сакаш, бе, јас сум 2 класи бољи од тебе, бе. Батка, ти си луд, ти треба да се лечиш, па ти дадов денеска 70 коша, ја рачунав до јуни 85 дадам, и ќе ова после, ти ќе вика, па ти, јас сум измислил баскет за тебе. За мене, Бог да чува. Со ова водиш овака ти зима, доли ти ми го, а де судите гледа, и ова, па то не те гледа, хорок те задеш, будала една. Абе, 2 класи сум бољи од тебе, 2 класи сум бољи од тебе. Абе, не се расправите овде, бе, горе златна кафана има, ќе седнеме као луѓе, бе, ќе се разберете. Ајде, бе, нема смисла, ајде. Ајде овде. Ама немој пропутаво. Опа! Добре, дечки. Борба! Топ! Тоа е спорт тако звани бокс, врло племенита вештина, со него се занимават високо интелектуалци, ово е инженер, овој другиот момак што е из Русија, ој е лекар, и се разликуваат по тоа што ово има црвени гачици, бела мајцка, без ова има црвени гачици и ова, овој носи 42, овој 43, тој на камера лепо се види и одако. Иначе, основни удари у боксот са директ, тоа е ово, тоа е директ, онда има и директ, тоа е, уствари това, у ногомет беше да има корна и педало, брш, брш, и одаково, има исто кроше, тоа е ово, има исто аперкат, тоа е ово, и аперкат има, и углавно и са за това. Ова е... Мајсторе, ложен. Добро. Јеби. Добар сум ја, добар. И тогаш играва Джајич, Ачимовиќ, Каталиски, Бела. Бараба е дед! Искаче пичка ти бајча, кој те стај? Избеда! Судија, дај знак.
Джоди, загре се балку. Па ти си луд. Па ко ќе те зебе тебе дочески овако уве престација? Загре се. Иди тамо, 200 метра со препори. Слушаш? Хулиган дете, па ко те измисли тебе? Де васпитање. Ајде, Джоди, стани ти. Ало, буци, ало. Ајде ти, прави му друштво тамо. И бе, што среќа има по овакви да би се одоа на све и одакова. Дупли пас! Претрчи! Додај! Де? Ајмо! Бали, добре, ти иди седи сега, овакво. Слушај, го гледаш ја дајстицата тамо. Ово што е? Че идеш сега тамо, че му се залепиш тото 11-ката фластер цело време. Као седат че го пратиш, слушаш? И онда ко ќе биде че начекаш еден бобенат, ко ќе бидете сами, идеш, дај му ги овие 200 марки, му ги дуži об 3 месеца. Ајде, шпит. Добар ден, и ја пошто вака не го бива, јас сега ќе малце ќе ви причам за ногомет, тоа е да, извини, ако сакаш вамо, тоа е една игра, тоа е племените игра традиционална, која што кај нас се играла од увек и ние сме сега моментално у прва лига. Ногомет, самиот збор кажува да то се игра со ноги и онда то се пуца, има лопта, исто има копачки, гачици, има дрес исто и то. И онда кова ние сега ќе ви демонстрисаме за што станува збор. Ние сме изаче тука фудбал се игра на трава, да игралиштето ово што е исто. Исто има гол, има исто центар на теренот, тоа е това, бела линија, аут линија, исто има и се игра 2 пута 11 играча, то со голман исто има бек, то сум јас сум бек, исто и ово е бек, дојди, како? Слушаш, и одаково. Додека ние трчаме у напад, овие се трудат да не примат гол, а ние исто сакаме да затресеме дивната мрежа. И јас сега ќе ви покажам како се игра. Дојди малку, Тошо, дојди. Сега ја ќе ви покажам како се игра дриблик. Он ќе покуша да ми ја земе топката, а ја ќе демонстрисам дриблик. Идеме, Тошо. То беше балце дриблик, онда рок е рол исто, пошто нисма другари и одако. Друго, што е многу интересантно да се каже, да играчот кој ќе му заврши кариерата, односно кој не види добро, кој ќе послаби видот, од обично станува фудбалски судија и одак сите му викат судија, педер, ово, оно му викат и ја не знам, ко би бил ја на негово место, можда би се замислил, може и дечкови да не биде то џабе исто. Исто то друго, публиката викат судија, педер, Битола нема аеродром. Ја не знам стварно зашто то уопште не, како то Битола стварно не е голем град, зашто без аеродром? Овде ево видите денес магла, па нема кај пејдат у Охрид тамо, па около брда и све то. Друго, што е врло значајно и што треба да се да победе е то и друго исто така што треба да се да победе и друго. Слушај, што требаше друго да кажам? Кажа ли за живи зид? Аде, да, исто, живи зид, тоа е ово, оди сега ќе застари ви само, тоа е живи зид, токо ќе се нареда и сите се држат. Дојди вамо, дојди, слушаш, дај, сврти се ти, ние ќе се држи вака, ето, видите, и сега од сите се држиме вака и еден бој да се така, то за това што десме да има рупа у живи зид. Фала, дечки, загревете. И одако. Друго, шо? Кажа ли дека потекто е
Од таму одгоре, од Иначе, ово е традиционална игра у Шкотска е догобе, од таму потекнуе, пошто ние овдека кај нас традиционална игра е оро, и то така да код нас што би дошло у Шкотска фудбалски клуб, односно ногометни клуб, кај нас би дошол кут, односно игрора секција и това. Това би било да не дожам многу, иначе јас сум страшен играч, ја иначе ко почнав прв пут да играм, 5 минути влего, на 5 минути 2 гола дадов, одма, и така без заса, но душе да беше аутогол, меđutim то не баве. Исто преска, кој игравме, да не знам да то може да се види, кој игравме преска, цело време играме удазат, и удазат бе, никој не може да еднаш отидов удапат, 2 гола дадов. Му викам, баба, игов ми дабаци, дък со глава гол. Па то го нема. Тоа би било да не дожам многу, фала. Дај, Бали. Да. Добро. Батка, слушай, ај молим те, скрати, пошто сум на тенис. 100 пати сум ти кажал да не ми се јаваш ова време. Па на тенис сум, знаеш, секоја недела по 3 пати идам. Е па како да завршиш работа, бе, батка? Како да завршиш кога те нема никад на тенис? Цел дипломатски коре овде. Сите политичари, сите бизнисмени. Сакаш Шенген, сакаш тендер, сакаш квота, па иди тамо, ти пиете ракија по 20 денара. Со кошари, е вика. Сега идам, батка, одма. Ајде, гасти мобилниот, ајде. Ај, не можам да зборам, молим те се. Абе, шо кратко, 10 минути правиме муавет кратко. Ке ми помине терминот. Батка. Ние не сме холдинг, бе. 100 пати сум ти кажал. Ние сме консалтинг. И сега треба да почнеме да работиме и на лизинг. Ако сакаш доаѓај на тенис, идам, батка, одма. Ако сакаш доаѓај на тенис, ако не можам да правам више муавет. Ајде, дојди, ја ќе те научам. Ајде, чао. Удав. Ајде, батка, ајде. Ајде, 5 сата збориш да му, не може да играме. Може? Може. Ајде, побрзо, ајде. Ајде, уште едно. Побрзо, бе. Сега нема. Дај едно топче. Дај едно. Работи микрофонот. Боже, се стива. Добро вечер. Ово е најпознатиот дилберски клуб у Скопје и ние сме познати дилбери од истоимениот град. Јас, пошто не сум многу вичен у говорот, ќе дадам само краток увод у врска со дилберството. Ние сега се спремаме за световно првенство што ќе биде у Швицарска и одак заради това сите ние вежбаме да овие справи. За да бидеш добар дилбер, мора да се вдибава на исхрана. Ние се храниме со протеини, затоа што идеме на дефиниција. Док некој, ако сака да нанесе баса, онда то се користат чварци и црно вино. Да не должам многу, видите ја како се развив у последно време, да ми опрости аудиториумот, више не можам ни да се овакво избришам после голема нужда. Него да не должам да идеме на справите. Оваа е справа за развијање, за развисање. Колега, придржите го малце, тако званиот, и одаково, и одак токо са вежба, одаково, видите ту како се напида све, и одак то исто бицепс, трицепс, ово исто грудни кош, и одак све ово. Одак друга справа, таде ова, исто, тоа е ова, тоа е за тако звани ножни мишичи, може да придеме, ово е дечкото, може сте го виделе негде, и одаково.
То са вежба, не знам зашто го пуштиле со волку високи патики, веројатно има врски. Док овој овдека што е, ќе се вратиме да не боа прекинеме серијата. Ово овде е вежба, више ја упражняват женски, нарочито ова. И то са вежба овака, и то ово, и одак то. Това би било што да не должам, ово е нашиот инструктор, ово е нашиот инструктор и ќе го замолам него и он да каже 2-3 збора за дилберството. Инструкторе, бидите љубезни, дечките се за репортажа. Ова телевизија. Да, само со микрофонот. Мики, оди ти вежбај тие двете серии што ти кажав ја преска, мене малце ми се сврти у глава. Па видите, да. Добро, ако треба нешто, повикајте ме. Да, ќе те викнем. Оди, Мики, оди. Па видите, овој клуб е отворен недавно и служи главном за производство и дистрибуција на згодни дечки. Како ги се примети што е згоден дечко? Дечкото доаѓа, мислам, кај нас углавном доаѓаат згодни дечки. Дечкото доаѓа овде и после 2 месеци, кога ќе почнат сите да му викаат здраво, тоа значи има некој напредок, нели нормално, а после 4-5 месеца више он е спремен да го покаже своето згодно тело. Умрдае, увачикот. Само момент. Ова е цаци мој пулен, еден од моите пулени, кој дојде беше за никаде. Меѓутим, ја уклюкам со протеини, он више вежба 4 месеца, цаци, од телевизија се дечкиве. Да. Сакаш, биди љубезен, неве, ти као најкомпетентен вака да кажеш, гледате Па. како згоден, мислам, тоа е. Видите, ја уствари доваѓам чисто ради одржавање на фигура, пошто таму кај што природа дала, кај што природа дала, нали, нема потреба да се интервенира нешто посебно. Морам да прекинем овие вежби за уствари се извинувам само да покажеме за нашите најголеми успеси. Прошла година кога бевме на светско првенство во Аргентина и таму освоивме у прв круг 16-то место, освоивме у прв круг и морам да ви покажам овие фотографии. Тука сум овековечен у моментот кога ми соопштија дека у 4-ти круг сум дисквалификуван поради тоа што носам неадекватна дужина на коса. Ова е тој моментот кој што уствари ми обезбеди 16-то место у свет, откако ја секов нормално косата и ноктите на нозете. Сакам само уште да напоменам и тоа дека втори и трети круг воопшто не се одржаа, поради тоа што многу се испомешавме, пошто беше се трефта светското првенство прошла година за големиот празник за 2 февруари. Фала ви многу што дојдовте да снимите, да направиме една оваква репортажа и на крајот само сакам да кажам дека ова е вистински спорт за прави мушкарци, а не како не другите за оние тешки педеришта. Ајде, бете. Тука беше некде, ајде. Ајде, цел ден ми го утепа, ајде, се ландараме натаму. У влае, у карпош. Абе, отварај де само. Бржи, но. Ајде. Ајде, Ајде. цел ден ми го утепа. Полека бе, ке е утре ја во утакмица ти види. Шо полека бе, немам душа више на батка, полека бе. Каде? Батка? Кај сакаш? Тука застани, каде? Бали!
Бали, дојди малце. Држи, Бали, малце. Да бести се, ете, така. Така. Држи, Бали, ова. Да не си брал, добар ден, ти од мало си од тука. Пази се. Топ Круз. Бали, иди по топката, ај. Ајде бе, Бали, и ти да што се да правите денеска, донеси баскетот, ајде. Ти па што си застарал така? Батка, сигурен ли си дека овде бе? Абе, сега сигурен. Така ми изгледа давечер темницата, знаеш како сите рефлектори убере? Вака Вака збореше имаше и нешто за Влај, и зеленко. за Карпош, и за... Ајде бе, Бали, и ти па сега, гледај, дој понаму малце ти гледаш која пуца, па мрди малце со кошот, која гледаш дека не, и ти сега после, вака шо бе, Бали, цел ден ме тапка, не само и ми мрда, кој ще може да тебе. Пази сега, гледај, си гледал ти? Хоро, гледај, као што пуцаше овој, де палба, оде беаш тве. Опа! Бали, иди, и оревите собери ги тие донешта се. Батка, цел ден ми го тепа, да бе, треба да идам дома бе. Доста бе, па ти овака што ствараш нервоза, само да слободи бацање, де се прави нервоза? Што сама доба па доба, што ќе правиш? Тирамису. Тирамису. Ја ќе ти помогнем за тирамису, дай бе топката Што ти. ми помогнеш бе, треба и гамби да зимам. Киде бе на друго место, евате. Ајде, Бали, дај тренерката ти, држ топката. Каде бе на друго бате место, беля, каде евате. бе, цело Скопје го извртав. Цело Скопје, го ми правите балер тука, Бали. Седи ти тука, ај, седи. Тука живееш? Ај, бегај. Вакво. И што би збориш цело време вака? Како да дам кош кога би збориш пред рука? Sa тебе ти се брза ми збориш пред рука. Добро бе, батка. Што правиме ако не ти тргне до вечер бе? Како бе да не би тргне? Па бе да би тргнато бе, то секој шут кош. Само да го дајде бе, без тото кај беше бе. Ај затварај тоа. Идем уште у припори и у Драчево и ова готово после. Браво, Бали, добро. Ајде. Капа и да изгуби бе дете. Сокол, Климе се уште прв? Да. Прием. Ајде, Климе. Дај, Климе, пливај, Климе, да? Пливај, Климе, со рацете малку, да? Фино, Климе, браво, Климе. Одлично, Климе. Пливај, Климе. Климе ни е фаворит оваа сезона на маратонов. Доста добро момче, јако плива. Свршно момче. Пливај! Климе! Климе! Шш! Климе! Климе! Ај да ти бам денот, да ти бам. Климе! Дај друго дете! Друго дете дај! Дај! Јеби ga се! Почитувани гледачи, добро вечер. Се овоме од салата на Работнички во Скопје, каде што во секој момент треба да започне големото финале, големиот спектакл во кое за првенството државно на Македонија во џулбара табла ќе се сретнат предизвикувачот од Радовиш Тошо Малерот и двократниот македонски државен првак Миле Паника. Еве и самите можете да забележите, само уште неколку места има празни во Салава, што е доказ за огромниот интерес што владее во државата и надвор од неа, а за тоа дека навистина има голем интерес сведочат и присуството на неколку црци тука во Салава. Меѓутоа, колку што можам да забележам од тука, надпреварувачите веќе се појавија во салата и ајде сега заедно да го проследиме овој мощ интересен надпревар. За полесно да го следите овој надпревар, да ви објаснам дека на левата страна од вашите екрани е Тошо Малерот, предизвикувачот од Радовиш, а на десната Миле Паника. Само уште еден податок кој веројатно ќе ви интересира. Победникот од овој надпревар добива 269 германски марки во денарска противвредност, додека тој што ќе загуби, нормално ќе треба да плати исто толку. Еве сега ги завземаа позициите. Фрлаат за рука. Мислам дека Тошо Малерот прв ќе сепак Миле Паника.
се готви да бие. Епиек. Пенџоек. Дусе. Многу во почеток, почитувани гледачи. Тошо Малерот враќа со Екбеш. Шешбеш. Зарчињата отидоа во аут. Додека се зарчињата во аут, неколку податоци за подготовките на овој надпревар. Миле Паника беше на подготовки во Молика, висински подготовки, 15 дена на Пелистер, додека Тошо Малерот последните 15 дена пред надпреварот ги искористи за подготовки во прочениот камп на уште попознатиот светски табладжија Хасан II од Истанбул, Турција. Еве зарчињата веќе се во рацете на Миле, се подготвува да ги уфрли во терен. Дубара, многу добар потек, Миле познат по правењето капи, меѓутоа остава голо. Тоа е шанса за Тошо Малерот да го опаше на голо. Да, Бирики го опашува на голо. Одлично го опашува на голо. Многу интересен надпревар. Слушате и од реакциите на публиката, нели, почитувани гледачи. Каков потек! Шешоек му е затвори најдобрата капија. Што ќе се случи сега? Никој не очекуваше ваква разврска. Никој. Шешоек му затвори уште една капија. Да, но има голо. На Миле му треба сега Бирики. Ако добие, ако фрли Бирики, се готви да бие. Шешоек. Ако добро можам да забележам од тука, почетокот на оваа партија многу подсетува на онаа чувена партија од 1903 година, кога за балкански првак се сретна Гоце Делчев и турскиот интернационален мајстор Сулейман III. Но, да продолжиме да се вратиме на надпреварот. Пенџоек, Екбеш, Дорџар. Дубара, прекрасна капија, уште едно опашување на голо, вакво опашување на голо не сте виделе од прошлиот петок, почитувани гледачи, во Амазон таа плавата и тој... Да се вратиме на надпреварот. Сега на Миле му треба Бир Ики, се готви да бие, ги фрла зарчињата, да, Бир Ики, уште едно опашување на голо, затворени сите капи, исто е... Марс! Го имаме новиот државен првак во табла џулбара на Македонија, тоа е двократниот, а нормално сега веќе трикратен првак, тоа е Миле Паника од Скопје. Како што реков, паричниот фонд од 269 марки ќе му припадне нему, а воедно и златните зарчиња му доаѓаат во трајно власништво и не мора на никој да ги даде. Јас ви благодарам за вниманието, еве тие се поздравуваат, малку и шега на крајот, Миле Паника малку предизвикувачки гегови, меѓутоа и тоа е составен дел на овој спорт. Му честитаме на победникот, жал ни е за Тошо Малерот, тој е голем талент, а вас, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието, бидете со нас и со програмите на N1 телевизија. Опа! И кога отворила клизалиштето оваа година, фала мали. Има дават, оно работи од 10 ујутру до 10 увече и одак дават вака младичи чај, одак пица има, амерички крофни, колачи, молачија, стално доаѓа со Тошо. Ој е тука негде, ќе дојде не знам кај, одак не носиме клизалки, пошто река има исто и изнајмljуват и така со Тошо доаѓаме стално, он е овде негде. Миле, патка! Опа, бе! Иле, Тошо, стално ме брукаш вака. Порва, знае ли некој до колку кил држава образот, бе?
от Банди само 9 неизлудени грешки. Jednostavno ne zna što da pravi i govori. Сервисот кој што го држи надвор од мрежа Енди Рудер. 40 години. Кај си бе, Тошка? For et øjeblik siden lå Fernandes og agerede højre bak. Nu ligger han modsat og får næsten i den her. Тука беше грешката. Стативата која погоди. Добро. Чекай да вратам да видам. Ето. Не. Му се слизна, бе, му се слизна. Не е он крив. Добро. Тука измена требеше да правиме. Они многу брзо не фанаа на контра. Како бе не фана, бе? И тој се изеди и ош ме криво се. Ајде, ајде! Флевај! Е, доктор, ти ли си? Ајде, добро дојде. Малку само да догледа. Ево, завршила. Докторе, фала ти многу што дојде. Извини, многу ме зафанат, не може јас да дојдам, пошто морам анализа правиме на утакмиците. Знаеш как ти у Белград треба да се оде? Ти некако згрвеме, докторе. Вие, мамот, се исплашија. Вие, некако беше кошарка. Кога грабеме тука, нели, излези дете право на тараса. Некако почнаваме да викаме, оди ме на Белград, оди ме за Белград. И ја мислам дека цела Србија се стреси. Оти 2 дена пред тоа да Сулейман го даваа на телевизија, нели, го напаѓаше Белград, се викна, вие ако се сдружат со туристите, кој знаеш, што ќе направат, разбираш? Слушај, проблем. Шо е работата? Ами многу, не сум, видиш како гласот ми е фанат, не сум више на добар глас. А у Белград треба да одиме, треба да се поддржат репрезентациите, ево, ништо правиме, што да правиме. Тоа салото мислам дека ќе се урушеше кога чекниме. Македонија, абе се, ече тоа салото. И добива телан децата. Ама грешка прави публиките, вие младите, знаеш, и ги етикетират ваквото што се рахметаете, ќе почне да вика Кире Лазаров и ќе се збуне. Под наумче Мојсовски наумче ќе се збуне. Абе не го викај по име, не го етикетирај. Викај си Македонија, напред Македонија, или ако викаш, више викај Лазаров, па он не да знаат за него, не е за брат ли му. И ќе биде слободен, че се осеќи да си играе. Збираш? Така е. Иначе, да ти кажам, ти гледаш ли пренос? Слушаш ли кога ми кажат цело време? Цацко за пикер, цацко за пикер. Уште кога стигнаме таму ништа, првото утакмица. И јас флевам у салата и ситко грмна. Цацко за пикер, се јас знам ти ванче повредене. Сикам, ама шо се јам јали за пикер? Ми ако требе, и му реко ја и на шундо. Уш кога ти доме там. Слушай, ако имаш проблем со голман, второ полувреме флевам, не е проблем. Кој може мене гол да ми даде, така ли? Така е. Кај ќе го затнам голот, цел е затнам. Од мртов агол, нема шанса.
И то топката кога ќе му удари тук, ќе падне, нема шанс да се одбие, па да фаре некој од нејзин. Ама цела публика, цацко за Пикер, цацко за Пикер. Си викам, шо Боже воа да биде? Цело време у некоја таква дилема падна, али мора да се навива, терам дале, разбираш? И едно време, на тајм-аутот одам и му викам на Шундо. Шундо, ослободи ги децата, бре. Ослободи ги, дај му да играат и прати ме мене. Кога ќе ти речам вака, пуште ги на 9. Кога ќе ти речам вака, враќај ги на 6. Кога ќе ти речам вака, пуште ги на контра. И така ги те памени. Така ги те памени. Арно ти отидоја и Кира Лазаров. Кира Лазаров го гледам, го пратеше ли пеналите кој ги промашуваше? Се стане ваки, а зима топката. И фачи топката и прво оде напред, па ќе отиде 20 кора назад. Па паца врата нас. Ќе наместе ваа нога тука, па ќе наместе другата нога, кај штири, он е со левата мана. Да. И ќе опули у публиката. Он мене ме бара, за да му давам јас знак да шутирам, кажам кај да ма. Ама ние од сите исто облечени од црвено не може да познае. И ги промашуваш пенали. Едно време ми текна и извади капата. И го гледам, едно време се беше за пенал и ме види и му се дана дето очи. И му викам, Чире, не се плаши, мае бе да е бабај. И од тоа ги не промашуваш. И ги те памија, патвал ги не промашуваш. И други се ослободија, разбираш? И шо и после тоа, и јас се ослободи право да ти кажам. И как се ослободи, одма ми текна, зошто цело време публиката скандира Цацко за Пикер, Цацко за Пикер. Зошто? За да влезам на Пикер и да го понапикам ја малку. Докторе. А сега ти си најбитен да ти... А зошто? Зошто ме викна мене? Па ја не оде у Нис, ја треба да одам у Белград, сега ми треба потврда за да одам да... Овакво да... Шо ти фали? Па тоа ми фали потврда за да не одам на работа, да може да одам у Белград. Моја вам треба се да вива, треба да победуеме. Ако не направиме ништо, после ти мислимо. Капета е!